Добар ден, почитувани! Ова е стартот на петочното издание на Телма амбуланта, кое го реализираме во соработка со Жан Митрев клиник. Процесот на старење на кардиоваскуларниот систем обично почнува да забрзува по средината на 50-та година. При тоа не се подеднакво погодени сите негови делови. Срцето и крвните садови претрпуваат одредени промени со текот на годините, поради што се јавуваат одредени болести, како што се и болестите на срцевите залистоци, односно валвулите. Велат дека 90% од валвуларните болести се хронични и се разбиваат постепено, спор, во текот на многу години. За сето ова, денеска подетално од разговорот со доцент доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, благодарам за поканата. Можете ли на самиот почеток да појасните што представува валвуларна болест? Валвуларна болест, самиот назив не ли кажува, тоа е болест на валвулите во срцето, валвулите или залистоците. Се всушност клапните кои што се наоѓаат помеѓу предкоморите и коморите или помеѓу коморите и големите крвни садови. Срцето има 4 валвули, тоа се митралната валвула која се наоѓа помеѓу левата предкомора и левата комора. Има изглед на митрата, капата на католичкиот папа и поради тоа се нарекува митрална валвула. Таа е дволисна, а за разлика од другите кои се тролисни, и тоа се аортната валвула која се наоѓа помеѓу левата комора и аортата како најголемиот и најважен крвен сад. И на десното срце се наоѓаат две валвули поврзани со десното срце. Тоа се трикуспидната валвула која се наоѓа помеѓу десната предкомора и десната комора, и помеѓу десната комора и пулмоналната артерија се наоѓа пулмоналната валвула. Така да кога ќе кажеме за валвуларна болест, мислиме на некоја од овие 4 валвули. И тогаш мислиме или на стеноза, или на инсуфициенција, тоа значи враќање на крв, или пак комбинација од двете. Важно е да се напомене дека понекогаш повеќе валвули во исто време се зафатени и тоа се зависи која е причината за појава на валвуларната стеноза или инсуфициенција. Така, споминавте валвуларна стеноза, валвуларна инсуфициенција. Што точно представуваат овие термини? Тоа значи дека ако имаме стеноза, постои реална пречка помеѓу едната и другата просторија. Тоа значи имаме прекин во течењето на крвта. Стеноза значи запушување. Тоа е најчестата кај луѓето е аортната стеноза, особено кај мажите. Најчеста причина е дегенеративната. Бидејќи ние се соочуваме во развиениот свет со старење на популацијата, тоа значи и дегенеративните болести се почести помеѓу нашите пациенти. Така да 2% од луѓето над 65 години веќе ја имаат оваа аортна стеноза, мажите почесто во однос на жените, и тоа е значи дека имаме пречка, односно неможност да крвта од левата комора излезе во аортата. На тој начин заостанува крв во левата комора, се зголемува притисокот во левата комора и левата комора мора да хипертрофира. Тоа е еден адаптивен механизам во кој што срцето се задебелува за да се одбрани и адаптира на зголемениот притисок кој се јавил како резултат на запушувањето на аортната валвула. Така. Тоа е еден комплексен процес кој ние секојдневно го гледаме, меѓутоа што е важно да знаеме дека постојат овие заболувања, навреме да ги дијагностицираме и се разбира да се одбере вистинскиот момент кога тие треба понатаму да се третираат хируршки. Кај жените пак Доктор Клинчева, сакам да ве прашам дали може да се јават овие промени на валвулите долго време пред да се почувствуваат првите симптоми? Да, најчесто се тоа хронични, меѓутоа може да бидат и акутни. Но најчесто се хронични, аортната стеноза секогаш е хронична, не постои акутна, меѓутоа тие се асимптоматски, траат по 10 години, па дури и подолго,
и кога ќе почнат да пројавуваат симптоми, веќе стануваат симптоматска аортна стеноза и тогаш веќе тоа е знак дека пациентот веќе е спремен за операција, односно треба да се оперира. Така, а кои се најчестите причини кои што всушност доведуваат до овој проблем? Дали може некои вирусни, бактериски инфекции да направат промени на црцевите залистоци? Така, значи најчестата причина во развиениот свет е дегенеративната причина, значи старењето. Старењето, така. Тоа, да, меѓутоа старењето подразбира таложење на калциум на аортните залистоци. Тоа значи тој калциум уствари ги закречува, како што се закречуваат крвните садови, така се закречуваат и трите аортни залистока, например на аортната валва. Митралната и трикуспидната валвула исто така дегенеративни промени, меѓутоа уште покарактеристично и значајно појава на состојба после прележана реуматска треска, значи воспаление. Тоа е бактерија која што има прележано најчесто во детска возраст, тоа е нетретирано со антибиотици, потоа доведува до појава на реуматска треска. Во развиениот свет реуматска треска се помалку се гледа и ние во секојдневна пракса тоа ретко го гледаме, најчесто гледаме дегенеративно. И она што е важно да се напомене, да таа дегенерација на валвулите е почеста кога е поврзана со конгенитални малформации. Кај аортната валвула, луѓето кои што се раѓаат со 2 наместо со 3 ливчиња, многу побрзо стигаат околу 20-30 година за операција, отколку оние кои што имаат тролисна валвула ќе стигнат за операција после 70 годишна возраст. Бактерии и вируси точно може да направат ендокардит, тоа значи воспаление на залистоците, и тоа воспаление на залистоците ќе доведе или до до фузија, до стеноза, или пак ќе доведе до инсуфициенција, која што е значајна и која што треба да се решава. Се гледаат екокардиографски, ќе се видат вегетации, тоа е веќе знак дека заедно со температура, знак дека имаме воспаление на валвулата. Десно срце, например, трикуспидната валвула, таму таа се оштетува исто со ревматска треска, меѓутоа инфекција најчесто настанува кај зависниците на хероин, кои што се интравенски зависници и тие прават тромбози, односно воспаление на трикуспидната валвула. Така да, ако со една реченица треба да одговориме што се причини за појава на валвуларна болест, тоа се значи дегенеративни промени, ревматска треска, конгенитални мани и се разбира различни бактерии и вируси. А кога зборуваме за инсуфициенција или стеноза, дали овие промени на валвулите се јавуваат, значи само едно од овие промени се јавува на валвулата или пак може да постојат повеќе промени на една иста валвула? Може да биде една, а може да биде и комбинација од двете. Може да има и стеноза и инсуфициенција, или пак може да биде само стеноза или само инсуфициенција. Тоа е секогаш различно. Може да биде и комбинација на две валвули. Например, ревматска треска, зафатени се митралната или аортната валвула, или имаме ендокардит, воспаление на валвулите на двете, на митралната и на аортната. Така да тоа е различно, или може да ги зафати и трикуспидната. Меѓутоа, секоја болест, всушност, кога ќе настане стеноза, да речеме на аортната стеноза, таа понатаму го зголемува, реков, притисокот во левата комора. Како ќе се зголеми притисокот во левата комора, таа за да го издржи тој притисок се задебелува, меѓутоа од друга страна и попушта левата предкомора и настанува митрална инсуфициенција. Значи, од една страна имаме аортна стеноза, а од друга страна имаме митрална инсуфициенција. Значи, имаме две различни валвули. Тоа е еден од знаците за тешка аортна стеноза, кој што се индикација за операција. Меѓутоа, таа митрална инсуфициенција не е примарно заради самата себе, туку како резултат на
зголемениот притисок, левовентрикуларен диастолен притисок во левата комора и аортната стеноза. Сега, кога ние имаме зголемен притисок во левата комора, па во левата предкомора, ретроградно притисокот поминува во пулмоналните вени и од тука се шири во низ пулмоналната циркулација. Тоа значи ние имаме зголемување на притисокот и во пулмоналната артерија, имаме пулмонална артериска хипертензија, а таа пак пулмонална артерија е поврзана со десното срце, односно со трикуспидната валвула и ќе се јави трикуспидна регургитација. Сакам да ви кажам дека срцето е поврзано. Тоа се 4 простори кои што се тесно поврзани се и со белите дробови и со јетрата, така да секоја промена на валвулите понатаму доведува до на една од валвулите ќе може да доведе промена барем на уште 2 други валвули. Така да ако имаме аортна стеноза може да добиеме со тек на време и трикуспидна инсуфициенција, а ако имаме митрална стеноза која што е честа, особено кај жените, пак ретроградно се зголемува притисокот во белите дробови и настанува трикуспидна инсуфициенција, односно белодробна хипертензија. Така да секогаш ги гледаме не само една валвула, туку и таа една валвула како патологија гледаме во склоп на срцето и сите други валвули нели во една целина се гледаат. Доктор, ќе да им дадеме простори на гледачите, поточно на нивните прашања. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Ги очекуваме вашите прашања и дилеми поврзани со денешната тема, валвуларни болести, односно болести на срцевите залистоци. Гостинка во денешната емисија, која што ќе даде одговори на сите ваши прашања, е доцент доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Докторке, на каков начин се диагностицираат овие промени на валвулите? Дали е доволен ехо преглед или пак се потребни посложени испитувања? Понекогаш е доволно ехокардиографија, тоа е на базичното првото испитување кое треба да се направи. Покрај електрокардиографијата се разбира неспецифична електрокардиографијата, тоа е ЕКГ-то, меѓутоа ехото веќе ја диагностицира валвуларната болест и може да ја одреди тежината. Обично тежината е секогаш лесна, средна или тешка. На ехокардиографски се одредува степенот, се одредуваат притисоците и доколку постои некако сомнение, тогаш се оди на додатни испитувања, а тоа се трансезофагиална ехокардиографија, тоа ја правиме рутински, се изведува преку сонда, се внесува во хранопроводот и хранопроводот всушност преку хранопроводот директно се гледа срцето и има многу подобра визуализација и поголема специфичност на аудите кои ќе ги види. Освен тоа, секој од овие валвуларни мани може да подлежи и на потреба од додатни испитувања. Например, кај аортната стеноза се мери калциум скоринг на компјутер и врз основа на тоа се проценува квантитетот на калциумот и дали е таа тешка навистина аортна стеноза или не. Освен на тоа, во денешно време се повеќе замав зема магнетната резонанца на срце и како диагностичка метода и за валвуларна болест, затоа што покрај другите диагностички предности што ги нуди оваа метода, може да се одреди и степенот на аортна регургитација, аортна стеноза, митрална регургитација, значи тоа е уште едно помагало кое што ни помага. Освен тоа, во ретки случаи, кога не сме сигурни, доаѓа во предвид и стрес ехокардиографијата. Тоа значи даваме лек карболовена и се стимулира напор. Се стимулира качување по скали или одење по угорнина и на ехо директно се наблюдува како реагира срцето, дали се зголемува притисокот при напор или не. Така да, ова се методите кои што рутински се применуваат како во светот, така и кај нас, за диагностика на валвуларните мани. Значи, прво е ехокардиографијата, а потоа се компјутерската томографија, магнетната резонанца на срце, стрес ехокардиографијата и трансесофагиалната ехокардиографија.
Докторка, имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да поставам едно прашање до докторката. Јас имам блок на... Така, ве слушаме? Блок на левата гранка. Пред едно 10 години пијам блоксан. Па би сакала малку да ми појасни докторката што значи тоа блок на лева гранка. Значи имате нејасноти околу вашата состојба, вашата дијагноза. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Значи, блок на левата гранка представува една состојба во која што имаме, како и самото име што нарекува блокада во преносот на импулси помеѓу низ левата гранка од хисовиот сноп. Тоа се импулси кои што од пред коморите доаѓаат до комората, се дели на лева и десна гранка и сега левата гранка која оди по левата страна од преградата на срцето, од интервентрикуларниот септум, и тука има некаква блокада и поради тоа имаме естетска, да кажам, промена на ЕКГ-то. ЕКГ-то е со поширок КРС комплекс, има посебна форма на блокот на лева гранка и на ЕФО исто така се карактеризира со една септумот малку поинаку се движи, ние велиме парадоксално движење на септумот. Сега, блок на лева гранка што значи клинички? Прво, може да се јави ако е акутен, новонастанат, може да биде резултат од инфаркт на миокард. Бидејќи господјата го има веќе 10 години, не е тој случај. Најверојатно кај неа се работи за генетска предиспозиција или од непозната причина настанат блок на лева гранка. Во тој случај нема никаков проблем. Лекови не се потребни, значи тоа не е нешто што се лечи или нешто што ќе го излечиме. Господјата не пие блоксан или пипресо, јас се извинувам, не го пие лекот за да го излечи блокот, таа го пие лекот општо или за висок притисок или за срцева слабост, не знам што. Она што е важно, што би сакала само да го напоменам на господјата, е да треба да ги испита крвните садови, односно кај сите пациенти со блок на лева гранка треба да се направи коронарографија за да бидеме сигурни дека запушени крвни садови не се причина за појава на блокот. Или пак, ако доколку не сака инвазивна метода, бидејќи коронарографијата е инвазивна метода, може да дојде да направиме стрес екокардиографија, која што со на 90% сигурност можеме да кажеме има или нема запушување на крвните садови во срцето. Докторке, која е најчеста валвуларна болест? Дали е тоа аортната стеноза? Да, аортната стеноза е најчестата дегенеративна валвуларна болест помеѓу луѓето. Ви реков се јавува почесто кај мажите околу кај жените. Има ли објаснување зошто е тоа така? Затоа што старееме. Мислам зошто кај мажите повеќе отколку кај жените, бидејќи митралната валвула нели повеќе страда кај жените. Има ли некакво објаснување зошто тоа се случува или науката се уште не дала одговор? Мажите, видете, тоа е се поврзано пак со кардиоваскуларните ризик фактори, значи со зголемена фреквенција на притисок, масноти, диабетес мелитус, зголемено ниво на липопротеин А, зголемено ниво на ЛДЛ, значи тоа се поговеќе пушење, значи тоа се сите ризик фактори кои доведуваат до појава на атеросклероза, доведуваат и до појава на аортна стеноза. Многу често ние имаме комбинација на аортна стеноза заедно со коронарна артериска болест. Па некогаш пациентите и доаѓаат на операција со умерена аортна стеноза, меѓутоа доколку се и со байпас операција. Така да сите тие кардиоваскуларни ризик фактори и препораки кои што важат за превенција од кардиоваскуларни заболувања важат и за аортната стеноза. А какви симптоми дава болеста? Откако ќе помине оној асимптоматски период што го споменавте? Симптомите се градна болка, гушење и губиток на свест. Тоа се три симптома, со тоа што најчесто прво се јавува градната болка, потоа се јавува гушењето и на крај кога е стварно тешка аортна стеноза се јавува губиток на свеста, односно синкоп.
Понекогаш пациентите сите тие тегоби ги занемаруваат и тоа кога ќе изгубат свест, тогаш се јавуваат на лекар и кога ќе видиме дека имаме тешка аортна стеноза, тоа е апсолутна индикација за операција. Кој е механизмот? Значи, вие имате запушен главен крвен сад и ако аортната ако не помине крв од левата комора во аортата, нема значи во циркулацијата да дојде крв. Нема и во мозокот да стигне крв. Тоа значи дека може да изгуби свест. Така. За жал, некогаш тоа е прво и последна. Тие пациенти се склони кон нагла смрт. Меѓутоа, доколку претходно се јави градна болка или се јави гушење, тогаш тоа ќе ги донесе на лекар. Секоја симптоматска, дури ако е средно тешка, треба да се третира. А што е со аортната инсуфициенција? Дали таа дава слични симптоми? Аортната инсуфициенција, значи тоа е враќање на количество на крв од аортата. Во време на диастола се враќа назад во левата комора и значи волуменско оптоварување на левата комора. Тука е с големини прелоудот и афтерлоудот, како што ние велиме. Тоа значи дека повторно имаме оптеретување на левата комора. И повторно ќе ги даде гушењето, дава гушење и градна болка. Штом се појави градна болка, тоа е веќе индикација за операција. Инаку, кога срцето ќе се оптовари волуменски или притисочно, тоа прво нели хипертрофира, меѓутоа не може таа хипертрофија да оди неограничена. Кога ќе се исцрпат резервите, срцето ослабнува. И тогаш веќе имаме и полоша прогноза и покрајоперативен третман. Можно е симптомите да останат и тогаш симптомите после третманот ќе бидат не од валвуларната болест, која што е решена, туку ќе бидат од срцевата слабост. Бидејќи ќе се оштети и срцето, како што споменавте. Бројни последици остава ова нарушување, односно овие болести на валвулите. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Не можеме да го вклучиме. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. За болестите на срцевите залистоци денеска зборуваме со доцент доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Доктор, ке имаме гледач на линија кој што малку почека да му дадеме предност, па ќе продолжиме со нашиот денешен концепт. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Прво да ве поздравам до вас и до докторката. Ви благодарам. И ако може едно прашање, се јавувам од Кавадарци за мојот сопруг. Нек не бесне на ехо за срце. И има тука нешто симетрична хипертрофија на левата комора и позитивен КСТ за кормографија. Ако може да ни објасни нешто докторката? Така, докторке, дали можевте добро да разберете зашто се работи или да повтори нашата гледачка? Ако може уште еднаш ехокардиографскиот навод? Ајде уште еднаш ке ве замолам. Вака, пише симетрична хипертрофија на левата комора. Симетрична хипертрофија на левата комора, така? Комора, да, и позитивен КСТ за кормографија пише. Позитивен КСТ, рековте? Да. За коронарографија, нешто такво е. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, дали се ова доволни податоци да може да искоментирате? Да, ова е многу интересна тема всушност. Тоа е хипертрофична, најверојатно се работи за хипертрофична обструктивна кардиомиопатија. Тоа што ме асиметрична, тоа значи дека еден дел од срцевиот мускул е задебелен и тоа се нарекува субвалвуларна аортна стеноза. Тоа делува слично како аортна стеноза, меѓутоа се наоѓа во близина, во излезниот тракт од левата комора, во близина на аортната валвула, значи не е директно за пушување на аортната валвула, туку во нејзина близина и всушност и симптомите и принципот на патофизиолошки механизми е ист како е аортната стеноза. Сега, што ме е асиметрична, тука треба прво да се види, нели, колку милиметра е дебел ѕидот на левата комора, колкав е градиентот
низ ЛВОТ, ние го викаме, низ излезниот тракт на левата комора. И доколку е позитивен стрес тестот, тука можно е да се работи од една страна за запушување на крвни садови во срцето, што може да оди меѓутоа почеста причина и поверојатно е дека хипертрофијата е толку голема што на срцето му е помал приливот на кислород. Значи, кога срцето се задебелува само мускулот, не се зголемува бројот на крвни садови. И секогаш постои дискрепанца помеѓу доставата на кислород и потребите на кислород од страна на миокарда. Бидејќи овде ќе имаме повеќе мускул, повеќе ткиво за исхранување, имаме недоволно кислород. Тоа се забележува на напор, на стрес тест. И поради тоа е препорачано, предпоставувам, доколку се работи за хипертрофична обструктивна кардиомиопатија, дека стрес тестот е всушност позитивен и ради тоа го праќаат на коронарографија. Меѓутоа не треба, ако е коронарографијата чиста, тука да се остане. Треба да видиме дали е тоа за операција. Бидејќи ако има градиент во ЛВОТ кој што е значаен, тогаш пациентот ќе биде за операција. Се решава таа асиметрија, може да се направи миомектомија, ние тоа го викаме, да се види митралната валвула, значи механизмот е малку по-комплициран, треба да се види која е причина за појава на таа хипертрофија и која е причина за појава на обструкцијата. И тоа се решава и ова е многу сериозно прашање, бидејќи асиметричната хипертрофија и хипертрофичната кардиомиопатија водат до вентрикуларни тахикардии. А вентрикуларните тахикардии се животозаврзувачки. Затоа јас би им препорачала да направат обавезно коронарографија и потоа да треба да се направи ЕКГ холтер и треба да се направи едно убаво ехо да се види дали има индикација за операција или пациентот треба да биде на редовни контроли, да се следи и кога ќе дојде време да се оперира, меѓутоа да не биде тоа касно. Имаме уште еден гледач на линија, се надевам дека прашањето е во контекст на денешната тема, бидејќи малку одстапивме. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Добар ден и поздрав до докторката и до вас исто. Ви благодарам. Сакам да прашам, се извинувам, не ги знам медицинските термини за прашање во што сакам да го, но ќе го објаснам процесот. Имам на срцето, тоест не ми се затвара доволно за листокот. И као ми протекува нечиста крв, води до мозокот. Сакам да знам колку е тоа сериозно. Ми беше поставен, мислам, ми беше сугерирано да ставиме како чадорче некаква операција, што се става чадор за да се затвори тој залисток. Да не протекува нечиста крв. Сакам да знам колку е сериозно тоа, пошто немам никакви проблеми, да кажам, колку е сериозно и дали е неопходно да се направи таква и дали можам да имам некакви поголеми проблеми од тоа. Ви благодарам за поставеното прашање. Благодарам и на вас исто. Доктор, ќе се враќаме на денешната тема, повелете. Па јас мислам дека се работи за АСД, така наречено. Гледачката не кажа точно за што се работи, меѓутоа меѓу редови можам да претпоставам дека ако е нечиста крв, тоа значи од десното срце иде крв во левото срце и од тука, значи, редуцирана крв иде во чиста, се меша со чистата крв и на тој начин иде нечиста крв. Така да претпоставам дека се работи за дефект во интератриалниот септум, тоа е едно дупче, тоа се конгенитални аномалии, дупче помеѓу двете предкомори, претпоставувам дека е тоа и тука настанува шантирање на крв, особено повторно ќе кажам при напор. Сега прашањето е колку е големо тоа АСД, доколку и вете што ми е препорачано девајс, тоа треба да се направи. Затоа што доколку не се направи, понатаму ќе следи десносрцева слабост, која се поголема ќе биде. Кога пациентката ќе добие симптоми, она ќе сака да се третира, меѓутоа тогаш веројатно ризикот ќе биде многу поголем од било што, дали од интервенција, дали од операција, и прашање дали ќе биде операбилна кога таа ќе сака да се тоа затвори. Така да тоа се пациентите не ги чувствуваат, меѓутоа кога ќе ги почувствуваат, тогаш веќе може да биде и касно. И заради тоа треба да дојде да ја процениме
и да кажеме дали треба. Нема опасност од самата процедура, меѓутоа доколку не се направи на време, после тоа последиците може да бидат катастрофални. Кога некому ќе биде диагностицирана валвуларна болест, каква проценка се прави? Дали се потребни контролни прегледи или пак некаква интервенција? Се зависи од степенот на валвуларната болест која што ќе откриеме при прегледот и од клиничката слика, од симптомите на пациентот. Доколку е лесен степен, тогаш се препорачуваат годишни контроли на 2 години. Се зависи која валвула и кои се коморбидитетите на пациентот. Доколку се работи за средно тешка, тогаш веќе контролите треба да бидат на некој прилика 6 месеци или при појава на симптоми тоа да биде многу веднаш да биде побрзо. Доколку се работи за тешка стеноза или инсуфициенција, тогаш би требало да се интервенира оперативно. Така, какви валвуларни протези постојат? Какви се тие механички, потоа биолошки? Да, тоа се биолошки и механички протези. И едните и другите се квалитетни, со тоа разликата во трајност. И во терапијата која подоцна треба да ја примаат. Така. Значи, механичките се за млади особи под 65 годишна возраст. Меѓутоа, да кажам дека тоа е индивидуално. Понекогаш млади луѓе не сакаат да примаат антикоагулантна терапија. Така, бидејќи таа е доживотна? Да, таа е доживотна. Бидејќи поради ризикот и покрај ризикот од реоперација сакаат да останат само на аспирин. Поради тоа, понекогаш и кај помлади луѓе се ставаат биопротези, меѓутоа до 65 години се дава механичка валвула, бидејќи таа е доживотна, за разлика долготрајна, односно, но мораме да знаеме дека механичките се посклони кон тромбози. И понатаму е биолошката, која што е по малку трајна, трае прилика 10 до 15 години и поради тоа се става кај пациенти кои што се повозрастни од прилика над 65 годишна возраст. Меѓутоа, пак ќе кажам, се зависи од тоа и каков е и биолошкиот век на пациентот, односно колку е очекуваниот живот, нели, кои се коморбидитетите. Значи, тука многу фактори се во игра. Така, што се случува со биолошките протези кои што се стават како замена, откако ќе им помине, откако ќе пропаднат, нели, велат рокот на употреба е 10 до 15 години. Што потоа, може ли да се заменат со нова? Да, може да се замена. Да, се разбира, може да се замени, меѓутоа прво тие може да траат и подолго, ова е значи 10 до 15 години, она што редовно го гледаме, се разбира може и подолго да траат. Се зависи од тоа како пациентот ти си ја чува валвулата. Така. Значи многу е важно да имаме превенција од бактериски ендокардит. Тоа значи при секоја крвава процедура во организмот, потребно е пациентот да биде заштитен со антибиотик. За пациентите со вештачки валвули, дали биолошка, дали механичка, не важи правилото да не се користат антибиотици како за другите луѓе. Кај нив, при секаква крвава процедура, при секаква температура треба да бидат покриени со антибиотик. Има посебни правила за тоа, дали се алергични, неалергични на пеницилин, дали се интервенции на забалото, интервенции на респираторниот тракт или пак се генитоуринарни интервенции, да имаме нели различна прескрипција на антибиотици. Постојат ли повеќе различни техники за замена на валвулите или пак за нивна реконструкција? Да, покрај, значи, убаво рековте замена, тоа значи замена со валвула, или пак реконструкција, тоа е прешивање всушност на истата валвула, и тоа кај нас исто така рутински се прави, особено кај помлади луѓе, кои што понатаму тоа ќе им овозможи да не примаат доживотна антикоагулантна терапија. Меѓутоа тоа не се применува кај сите, туку луѓе, например, што се со митрална инсуфициенција, чија што причина е миксоматозен преден митрален куспис или некаква руптура на хорда или елонгација на хорда,
тука веќе хирургот ќе направи прешивање, буквално кажеме, реконструкција на митралната валвула со цел да се сочува незината функција, при тоа да не се предизвика стеноза или инсуфициенција. Во нашата болница доктор Митрев рутински редовно ги изведува и митралните и аортните реконструкции. Особено се добри аортните реконструкции кај одредена популација која што ние ги викаме small root, мала корен на аортната валвула, и тогаш е многу подобро да се направи реконструкција на залистокот отколку да се става на малечка валвула која што многу побрзо па ќе издегенерира, потоа ќе пропадне. Така да во денешно време всушност величината на хирургот се гледа по квалитетот на реконструкции кои ги изведува. Така. И тоа се многу тешки, многу комплицирани операции за хирургот, меѓутоа понатаму за пациентот нуди голем бенефит затоа што не мора да прима доживотна антикоагулантна терапија. И тоа е една голема предност, особено за младите луѓе. И моето последно прашање за денеска, што им советувате на жените кои што се во репродуктивен период, кои што не се реализирале како мајка, а на кои што им е потребен зафат за замена на залистокот? Видете, тоа се ретки случаи, тешки случаи. Се разбира, жената која што има протеза може да раѓа. Со тоа, нели, во договор со кардиологот и со строга контрола, може да се стави биолошка протеза. И потоа се разбира кога таа биолошка протеза ќе дегенерира да се замени со друга протеза, зависно, нели, од возраста. Или пак може да биде на клексана и поради да го целата бременост ствари да ја избутка со клексан, сепак ризикот од тромбоза и компликации постои. Сме имале такви случаи, тоа се мали, ретки случаи, меѓутоа да, можно е да се раѓа и со замена на валвула. И што е со пациентите, сепак уште едно прашање ќе вметнам, кои што имаат некоја поблага форма на валвуларната болест, дали тие смеат да бидат физички активни, може ли да спортуваат, каков живот може да живеат? Тоа е индивидуално. Значи, секој прво треба да се диагностицира, треба да се утврди кој степен е, која валвула е, дали станува збор за стеноза или инсуфициенција. Треба да се регулира крвниот притисок, маснотиите, доколку има шеќерна болест, да се регулира гликемијата, физичката активност е дозволена, по половина час, 1 час дневна активна физичка активност. Меѓутоа, преголеми напори, некој активно спортување, екстра напор не би се препорачал, меѓутоа треба да бидат физички активни, треба да бидат фит, треба да бидат, нели, килограмите се исто така тука важни, да се одржува телесната тежина. И важно е солта, количеството на внесена сол и дневен внес на течности. Се зависи од тоа дали рековме стеноза или инсуфициенција, меѓутоа општо да не се претерува со солта, не повеќе од 5 грама сол дневно. Тоа важи у принцип и за здравите луѓе, така и за пациентите со валвуларна болест, затоа што солта ја задржува течност, задржува водата. А течна, односно го зголемува хидростатскиот притисок на плазмата, а тоа пак уште повеќе, нели, го оптоварува срцето, кој и онака оптовара. Така да дневно би требало тие пациенти, пак ќе кажам индивидуално во договор со нивниот кардиолог, да примаат околу литро и пол течности, доколку не настане срцева слабост. Кој ќе настане, тогаш и количеството на течност треба да се намали. Меѓутоа треба да се обрне внимание, нали, колку ако инсуфициенција, тогаш треба да се намали количеството на течност. Се зависи од тоа која валвуларна болест и во кој степен е и колку е срцето сочувано или пак е веќе оштетено, имаме срцева слабост. Доктор, ке ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите информации кои што ги споделивте со нас и со нашите гледачи. Уште еднаш благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гостинка беше доцент доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Жан Митрев клиник. Се гледаме секој работен ден на Телма. До гледање.